љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Како ве запроси Бранко? Како? Ако кажам како, ќе ми се смее цел свет. Зошто? Кој знае што направил еден актер? Не, ако ја кажам причината за нашата регистрација, толку е банална и смешна, што нема ми падне на памет. Јас имав 20, он имаше 21 година, значи ние буквално бевме деца. И баш кој ќе ме прашаат како, ме викам дете гледа. И мене ми беше најтешко што во време на корона воопшто не се дозволува ни во болници, ни во старски домови, никаде немаше посети. Оно остана 5 месеци, ние 5 месеци не ја видовме и никогаш не ја видовме. Почитувани, поздрав од студиото на Мама Визија. Ви благодарам што и вечерва сте во нашето друштво. И да, веќе од најавата можете да забележите кој ќе биде наша гостинка во вечерашното издание на Мама Визија. Ќе кажам за мене еден од најелоквентните примери за тоа како треба да се изгледа, како треба да се однесува и како треба да се зборува кога си на екран. Со нашата денешна гостинка ќе зборуваме за нејзиниот пат до мајчинството. Секако дека ќе евоцираме спомени за нејзиниот сопруг, незаменливиот актер Бранко Ѓорчев, кој што прерано не напушти, а воедно ќе се насмееме и ќе се расположиме зборувајќи за тоа како се снаоѓа во улогата баба. На моје огромно чест и задоволство, Гордана Ѓорчева, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Мама Визија. Добро вечер, ви благодарам и јас за поканата. Драго ми е што сум ваша гостинка. Задоволство ми е што ќе направиме една ретроспектива за вашето мајчинство, нешто за кое што не сте зборувале. До сега можеби одредени сегменти се познати, сите знаеме дека сте ќерка на Луција, баба на две прекрасни внучиња, но ајде да започнеме од почетоците. Вие станувате мајка на 21 година. Останувате бремена премногу млада, на само 20 години. Како почнува вашиот пат на мајчинството? Јас и не знам како почна во тој период и воопшто и не бев свесна што значи да се биде мајка. Ме затекна нормално мајчинството, меѓутоа уште во првиот момент кога дознав дека сум бремена, бидејќи јас животот не можам да си го замислам без дете, многу сакам деца и до ден денес секогаш кога ќе видам деца, јас сум дечар по природа. И да, многу жени, например, се одлучуваат, никогаш не осудувам, нели, од разни причини, нели, се одлучуваат и на абортус и на било што, меѓутоа јас уште во првиот момент реков, нема шанси. Тоа се случува во вашиот прв брак. Вие тогаш имате брак со вашиот прво момче. Да. Да се присетиме на тие денови. Останувате бремена, тоа е изненадување за вас? Да, изненадување беше, случајно беше, нормално на 20 години како да биде, не може да биде планирано. Да, останав бремена и уште во првиот момент знаев дека сакам да го родам тоа дете. Никој не ми попречи и мојата мајка дури тогаш ми рече, вика Гордана, ако абортираш тоа, ако никогаш немаш деца, и јас тука се пресаков, викам, окей, не можам јас да живеам со тоа и ќе си го родам. Како дознавте го? Паметите ли денот кога дознавте дека сте бремена? Бидејќи тогаш сте биле релативно млада. Во тоа време и немало ни многу информации. Не било многу познато. Што се случува? Чувствувавте нешто, ви доцнеше? Го паметите ли денот? Направивте тест? Како дознавте дека сте бремена? Па да, чувствував некои промени, нормално. Одма почнав да чувствувам гадење, дури мајка ми ме забелеша, ми каже, ама што ти е на тебе? Пошто јас цел живот многу сакав да пијам млеко. Значи, првото нешто што не сакав да го правам е мирисот на млекото почна да ми пречи. Јас одма знаев, викам, леле, нешто се случува со мене. И отидов, имав другарка која што
практицираше тогаш на клиника и ми рече ајде дојди со мене да видиме и одма отидовме нели преку крв, преку мокрача и одма ми кажа дека сум бремена, знам дека толку многу плачев, буквално не знаев како се чувствувам. Јас бев изгубена уствари, не знаев ни дали сум разочарана, дали сум среќна, само бев многу збунет. На што наидовте од вашиот тогашен сопруг кога му соопштивте дека ќе стане татко? Јас имав 20, он имаше 21 година, значи ние буквално бевме деца. И баш кој ќе ме прашаат како, ме викам дете гледа. Значи, и двајцата бевме збунати. Всушност родителите одлучуваа што да правиме. Ние не знаевме стварно што да правиме. Да, можам да замислам како изгледало тоа на 20 години, уште ти лета паметот, хормоните работат, мислиш каде да излезеш во град, а треба да чуваш. И буквално бременоста ја поминав, во дискотеки одевме и загувавме, значи воопшто не се ни чував, не се ни пазев, не знаев ни како да се пазам. Навистина не знаев. Дали имавте лесна бременост, како го паметите процесот на тие 9 месеци? Бременоста ми беше релативно лесна, воопшто не се ни поправив, бев подвижна, најнормално си функционирав, тогаш работев, почнав да работам, работев до последниот ден, знам во петокот бев на работа, во вторникот кога им соопштија на работа дека сум се породила, сите беа во шок затоа што прво не ни знаеа дека сум толку на крај на бременост затоа што мене не ми се ни забележуваше воопшто. А вие тогаш работите во телевизија? Не бев уште почната со медиуми. Изненадувачки беше и тоа што јас пред време ја родив Луција. Јас ја родив буквално последниот ден од 8-миот месец, 9-тиот воопшто не е носена и затоа беше изненадувачки за сите. Па и за мене. Што се случува тој ден? Дали зошто доаѓа до предвремено поредување? Како го паметите тој ден кога требаше да се породите? Па, јас знам дека со татко и на Луција тргнавме да купуваме креветче, нормално, нели се подготвуваме и двајцата, нели треба да влезам во 9 месеци, се подготвуваме и тргнавме. Јас излегов од кола, се паркиравме во град, излегов и мене фактички тогаш ми пукна во денјакот, ја не знаев ни што е тоа. Поима нема. И викам, ајде да се вратиме дома, не знам што ми се случи. И отидовме дома и свекрвата ми вика, тоа е тоа Гордана. Леле, ја бев толку неспремна. Сите одат со радост во болница, јас плачев. Каде се породивте? Паметите во која клиника? Да, на клиника горе, на ГАК се породив, да. Па тогаш и немаше приватни клиники. Да, тоа е пред 34... 91 година, 91 година. И како беше породувањето? Како го паметите денот? Породувањето не беше баш пријатно, јас бев со царски рез, затоа што ми кажа во последен момент дека детето е замотано со папучната врвца. Луција беше карлично, меѓутоа бидејќи беше многу мал плодот, ми рекоа дека ќе се потрудат, ќе видиме, може и да се породам нормално, меѓутоа во последен момент кажаа дека нема шанси, бев царски рез. Долго време останав во болница и тоа ми беше шокантно. Не знаев што ме чека, стварно не знаев што ме чека. Како беше тоа време? Рековме дека ќе направиме една паралела ете за мајките кои што денеска се породуваат со царски рез и тогаш. Тоа било многу поразлично. Тоа време царскиот рез значело нешто поинаку од денес. Да, беше многу потешко. Сега гледам, нели, слушам, гледам и по приватни клиники, па и на гинекологија чаир. Секаде тоа е секојдневие, веќе тоа е рутински пораѓај, рутинска работа е. Меѓутоа на времето царски рез како царски рез, да, добро, заврши царскиот рез, но мене ми се случи уште една работа која што едва ја открија, ми се случи постоперативно, затоа што во тоа време јас си одев редовно на контроли, но тогаш немаше тродимензионално, 4-димензионално ехо, немаше ништо на еден обичен таков компјутер, кој што како до ние како телевизори, како кутии што беа и буквално не се гледаше ништо. Јас ни полот на детето не го знаев до самиот крај, затоа што така беше наместен и не знаев што ќе родам. Да. Меѓутоа постоперативно се случи да ми се откачи тромб,
што во денешно време и не се случува, тоа е таа паралела, тоа е таа разлика која што е многу голема. Медицината е отиде на многу напред. Еве сега гледам и со мојата ќерка и со сите млади, кога ќе остане бремена, си оди на редовни контроли, па ако има проблем нешто, нели, и примаат клексани, сами се боцкаат и се. И дури сега, и кога немаш проблем за било каков оперативен зафат, превентивно се ставаат, нели, клексани, се заштитува дали е маж или е жена, дали е родилка или било кој што ќе се оперира. Иако постоперативно треба да лежи, повторно прима тие клексани заради тоа што не се движи, тогаш немаше ништо од тоа. Јас буквално не знаев дека воопшто имам проблем некаков. Да, порано и медицината во тоа време не била толку развиена, но и свеста меѓу луѓето, меѓу жените, не била толку развиена, не се зборувало толку за редовно одење на гинеколог и тоа колку е всушност важно уште од, нели, кога треба да почнеме да одиме на гинеколог, уште од кога стануваме жени. Иако јас редовно одев на сите контроли, редовно одев, се што ми препорачува, се испитував, меѓутоа не знаев дека го имам тој проблем кој што јас сватив, односно отидов пред 5 или 6 години, уште еднаш ми се случи тромб да ми се откачи на другата нога, за среќа. И отидов во МАНО, испитав генетика, не знам од кого ми е таа генетика, не ми паднало на памет заради тоа што никој во моето поблиска и подалечна фамилија немал таков проблем и јас воопшто и не знаев. Меѓутоа, докторка кардиолог ми рече штом втор пат ти се случува, испитај и да, точно ги имам сите генетски предиспозиции, што, например, во денешно време јас не верувам дека една родилка не дозволуваат така да помине тоа. Да, не дозволуваат да се стигне до тој степен. Јасно. Иако се случуваат грешки во денешно време, меѓутоа многу поретко. Велите до последен момент не знаевте што носите, а што посакувавте? Да видите девојче? Да? Машко. Нема да се налуди Луција, претпоставувам. Цел живот сакам машко. Дури и сите ме убедуваа, ти машко носиш, пошто не ти се забележува, не си здебелена, ти носиш машко. И така некако ме убедија дека машко, дури и кога ме разбудиле во операционата сала, ми рекле станове Гордане, имаш керка, и сум рекла од кај јас керка. Баш така сум изреагирала несвесно. Како Луција го добива името? Специфично име? Јас си го дадов. Како ви текна да се вика Луција? Па уште во наше време, тоа е многу ретко име и дури и денеска, во денешно време е многу ретко. Имаше една девојка која што беше нешто постара од мене, ми беше многу интересна, беше многу убава и низ град кој ќе прошеташе, на вистина ми беше фасцинантна, се викаше Луција. Луција знае ли дека вашата ќерка не знам ни која, ни што е во денешно време, немам поима која. Ако не гледа Луција, ќе можеби ќе се препознае во моментот. Да. Вашата ќерка знае од каде го добива името, сте го раскажувале? Колку со неја сте блиски за да ги раскажувате овие моменти за како сте се породиле, нејзиното детство? Многу сме блиски. Да, многу сме блиски. Другарки? Да. Луција се знае. Ние имаме еден таков отворен однос, од секогаш сме имале отворен однос. Дури понекогаш знам и од неја да примам некој совет, па и од неја да научам нешто. Затоа што не е баш мала, некогаш и од помалите се учи. Секако. И од деца можеме да научиме нешто. Најмногу. Тоа е баш факт. Да. И како тече животот потоа? Носите бебенца дома? Како се менува вашиот живот од како станувате мајка? Ја не знам, некако спонтано ми се смени животот. Знаеш како, толку бев млада што ја доев Луција, до 7-миот месец ја доев, сакав, инсистирав да ја дојам. Меѓутоа мене не може да ме разбудат ноќе за да го надоем детето. Дете бев, ми се спиеше, она до мене плаче, ја не ја слушав. Тоа беше така хаотично. Меѓутоа знам дека јас со неја како да си пораснав. Мене ми беше многу интересно затоа што девојчиња слушаат музика. Луција порасна со дајте музика. И ние буквално по цел ден си игравме, си пеевме. Мене ми беше многу интересно. Во една прилика ќе кажете дека кога таа пораснале, кога тргнала средно училиште, не се знаело која е ќерката, која е мајката. Баш така. Имавте и такви ситуации. Да, дури во средно училиште класната на Луција, она заврши во Орце Николов, класната Анета ми еднаш ми рече, вика, Леле Гордана, вика, Луција не сака, вика, да доаѓаш на родителска, викам, зошто? Па вика, те гледаат, вика, мисла другарка си или постара сестра, леле, вика.
Несериозно ја сваќале Луција во Да. тој период. Како дете беше таа и како ја растевте? И повторно ќе ја направиме таа паралела. Сега постои некое модерно мајчинство, еден поинаков тип на растење на децата, се следат некакви трендови, правила. Колку вие внимававте како ја растете, со оглед на тоа што сте биле млада, но сепак мајчинството кога ќе се разбуди кај една жена се грижи за тоа дете. На кој начин ја растевте? Кога ја одбивте од цицање, рековте 7 месеци, на кој начин ја одбивте? Како го доживеавте незиниот прв чекор, прв збор? Може ли да ни раскажете како ја воспитувавте и растевте Луција? Па, Луција ја одбив, мислам, јас ја доев се додека имав млеко и многу лесно ја одбив, затоа што веќе на крај ја доев само ноќе и тоа беше така безболно. Друго како ја растев, не ја растев по сега со овие, сега е веќе ова модерно растење со хранење и со кашички, со некои си апликации тамо нешто, не ја растев, меѓутоа, иако бев толку млада, секогаш за неа посебно беше направено, секогаш беше сготвено да биде тоа здраво, да биде убаво, иако бабите и дава така скришно од мене, како што јас денес тоа го правам, морам да си признам. Меѓутоа, не сакав да ја хранам со кашички, со вештачка храна, ја хранев со се што е природно и нели после една година она многу рано тргна во градинка, затоа што сите работеа, немаше кој да ја чува. И јас требаше да тргнам на работа и веќе кога тргна во градинка воопшто и не внимавав. Да. Што јадеме? Ние тоа си јадеше и она. Да, и немате веќе контрола кога веќе ја оставате таму. Тој момент на оставање во градинка, како го поминавте? Лесно го поминавте? Па види, кога немаш друг избор, мораш. Луција тргна на 11 месеци во градинка, што е многу рано. Да. И морав, иако децата кога се оставаат, што помали се оставаат, толку е полесно. Она тоа не правеше никаков проблем за во градинка. Да, добро додека се привикне еден период, недела две, меѓутоа се навикна и без проблем си одеше во градинка. Инаку да, како мајка можам да кажам дека сум се снаоѓала сосема солидно. Одлично. Сега, по известно време доаѓа еден немил настан, развод во вашето семејство и вие на некој начин останувате самохрана мајка со тоа што треба да се грижите за вашето дете. Ме интересира како го поминувате тој момент, а Луција тогаш има 7 години, така? 7 години, Луција беше пред тргнување во прво оделение. Меѓутоа тоа воопшто не беше скандалозно. Знаеш, кога сме млади, кога мене ми беше тоа прв дечко. Бев многу млада и сега со текот на годините сите ние раснеме, еволуираме и едноставно како да се разидовме. После 6 години, 7 веќе се разидовме и веќе се знаеше дека ќе дојде до тоа. Ние само, иако бевме релативно млади, јас имав 27, татко и 28, ние седнавме на маса, кажавме ова не бива, дај да видиме што е најдобро за детето. Цивилизирано сте се разделиле. Колку тој беше вклучен во процесот на растење по разводот, како татко? Постојано и до ден денес е вклучен. Постојано беше вклучен, нормално Луција си тргна во училиште, од понеделник до петок си беше кај мене, класично нели она татко мајка, за викенди си беше кај него, на одмор си одеше со него редовно, празници, немало никаков проблем, нели. Кога сака да ја земе, дури во текот на неделата, ако сака да се прошета со неја, немало никаков проблем. Никогаш не сме имале ние проблем. Да, со оглед и на до тоа ден денес немаме проблем заради тоа што имаме заедничко дете, имаме внуци, мораме да се појавуваме заедно на родендени, на било што. Да, прослави. Животот тече понатаму. Да, тоа е цивилизирано разделување. Ова ве прашувам зошто? Затоа што разводите се почесто стануваат појава во нашето општество. Да. На денешницата, ќе се согласите, предпоставувам, со мене, доколку некоја мајка, некои родители кои што не гледаат, поминуваат низ тоа, убаво е да споделиме колку всушност значи тој цивилизиран развод, но моментот на објаснување на детето. Таа била 7 години, се уште дете, се уште не разбира. Не знаеше што се случува точно. Како една мајка, како вие го објаснивте тоа дека повеќе нема да живеете заедно?
Па Луција веќе и чувствуваше, она беше нормално мало дете, секогаш поблиско со мајката. Меѓутоа, да, во секое семејство не можам да кажам, ние не сме се согласувале и Луција почна да станува сведок на тие кавги. И во интерес на детето, знаеш како јас размислувам, многу е битно човек каков ментален склоп има. Многу е битно дали сакаш по секоја цена да го задржиш бракот заради детето, не знам што е тоа заради детето, или сакаш тоа дете да расте со двајца родители кои што функционираат во различни куќи, станови, што и да е во различен простор, меѓутоа и двајцата да посветуваат максимално внимание на детето и тоа дете да не гледа и да не чувствува кавги меѓу родителите. Јас до ден денес не можам да го разберам тоа. Тоа е веќе од старо време останато. Не заради децата ќе живееме заедно. А што ако се тепате, ако се колите по дома? Каков пример оставате на децата? Како тие деца утре задутре, тие деца како ќе гледаат на бракот? И тоа се остава последици. Затоа што сите ние, на сите нас примерни се нашите родители. И ако децата имаат таков пример на родители кои што постојано се во кавга, па тие деца ќе мислат дека така треба. И утре задутре и тие деца ќе создаваат такво семејство. Не дај Боже да се работи за насилник. Па тоа дете ако е машко, па утре задутре ќе почне да ја злоставува својата сопруга, како што гледаме секојдневно што се случува. Мислики дека тоа е нешто нормално. Тоа така треба. Му се нормализира. Едно дете на крајот на денот е невино суштество, кое што ние треба како родители да го научиме. Сте разговарали или некогаш со вашата ќерка, и тогаш е била мала, но во подоцнежни години околу оваа тема, дали некогаш сте зборувале како таа го доживеала тогаш тоа? Па ние разговараме, меѓутоа никогаш она веројатно и не се сеќава многу затоа што беше мала, меѓутоа ми има кажано, не знам со татко и што разговара, заради тоа што јас никогаш не сум ми кажал, а што зборувавте вие со татко, тие што рече татко, тие нема такво нешто, јас не сакам такви разговори. Меѓутоа Луција ми рече, вика, па убаво сте направиле затоа што вака од денешен аспект кога ве гледам, вие воопшто не сте компетентни, мислам не сте компатибилни еден со друг. Како воопшто сте можеле да функционира, така, да, ете, тоа е веќе она зрело размислување и реално соочување со реалноста. Вие во кој период се вработувате во телевизија? Значи, тогаш веќе работите во телевизија? Не, јас... Се уште не? Не, јас во телевизија почнав да работам, мислам дека од 26 години. Да, мои 26 години. Тоа доаѓа по разведувањето? Веќе да, по разведувањето, јас почнувам на 27 точно да работам во Канал 5. Да. Така ве запознаваме и ние јавноста. Јас како дете тогаш се сеќавам на вашиот лик уште од тоа време. Еден убав лик и до ден денеска една од моите омилени дефинитивно ликови, телевизиски ликови. Се појавувате и станувате популарна. Сега тогаш и немаше многу телевизии, вас имаше и повесници, нели повторно ќе споменам јавна личност. Како вашата ќерка го носи тоа, со тоа што има мајка која што е популарна? Луција никако не го носи. Луција воопшто не сака, за разлика од мене, не сака да се експонира. Не сака телевизија, иако уште од малечка ја носев. И во Канал 5 ја носев, доека читав вести, дури еднаш сакаше да седи и реков, седни до мене тука на пултот, кај што не се гледа, ама да ќутиш. Многу беше мала, никаде 7-8 години имаш. И знам дека седеше до мене и многу пати ми кажано, ја не знам како можеш ти ова да го работиш. Јас никогаш ова нема да го работам. Не се пронаоѓа во тоа, но не сака да се експонира. Предпоставувам дека и другарчињата изборувале, сега вие сте биле позната, како тоа го носела таа како дете, како тинејџерка, со оглед на тоа што има популарна мајка. Имало ли некакви и влијаело ли тоа на нејзиниот живот? Мислам не. Мислам не. Немало никакви... Не. Она тоа го сваќа затоа што јас така ја сваќам оваа професија. Никогаш не сум се умислувала дека сум звезда, затоа што звезди постојат во Холивуд, овде не постојат звезди.
Јас оваа работа ја сметам како и секоја друга професија која што сама сум ја одбрала и на крајот од денот сите работиме за, нели, за да екзистираме. И воопшто мене не ми е поентата, јас ова го работам, јас сакам да бидам звезда, јас сакам секаде да ми има. Не, сум го одбрала, сакам да го работам и тоа не сум го наметнувала никогаш дома. Колку време живеевте сама со вашата ќерка и како го надминавте тоа? Живеевте во заедница со вашите или се живеевте само со нејзе? Не бев. Каде живеевте и каде ја растевте откако се разведовте? Кај мајка ми, си отидов кај мајка ми, затоа што тогаш немав услови, нели, за да почнеме да живееме сами. Кај мајка ми бевме цело време и мајка ми многу ми помагаше околу Луција. Навистина многу ми помагаше, затоа што тогаш Луција тргна во училиште, нова средина, се преселивме, тоа беше веројатно било премногу за неа. Мајка ми беше цело време тука, затоа што јас тогаш работев и навечер, вечерни вести, па мајка ми ја чуваше навечер, ќе ја легне, нели, се што треба на едно дете да се направи, сабајлето јас ќе ја носам во училиште и така. Меѓутоа мајка ми беше многу голема поддршка. Да, тоа многу значи, убаво кажавте дека ние сите го гледаме примерот од нашите родители. За жал, вие вашиот татко го губите на ваша 19 годишна возраст, да. на многу млади години. Да. Но ја имате вашата мајка. Ајде малку за вашето детство. Растени сте во Скопје, во Црниче, ако не се лажам, така? Да. Како го паметите вашето детство? Како го паметите начинот на воспитувањето од страна на вашата мајка? Каква беше вашата мајка? Мајка ми беше комплетно посветена на нас. Мајка ми дури и не сакала покажувањето, нели, не сакала воопшто да оди на работа, сакала комплетно да се посвети на децата и мајка ми беше присутна постојано во нашиот живот, од мали па до крајот на нејзиниот живот. Постојано од сабајле, јас го паметам моето детство од сабајле. Мајка ми не буди. Постојано ни беше сервирано доручек на маса. Ние без доручек не смеевме да одиме на училиште. Доручекот беше ставен на маса, моравме да се измиеме, да се подготвиме, во еден ред не растеше. Татко ми нормално одеше рано на работа, тогаш многу рано се тргнуваше на работа, никако сега. И постојано ни беше се сервирано, доручек сервиран, ручек сервиран, се ни беше буквално дадено вака. И навистина беше посветена мајка. Вашата мајка останува без брачниот партнер многу на која возраст? На 45 годишна возраст. Вие тогаш имате 19 години. Вие имате брат или сестра? Не знам. Сестра имам постара. Постара да, сестра. Да, јас имав 19, сестра ми имаше 24, мајка ми на 45 години. Да, тоа е многу млада жена. Како вие го доживеавте? Како го паметите тој момент од тој семеен момент, таа трагедија? Многу страшна. Многу страшна заради тоа што татко ми животот го загуби во сообраќајна несреќа и тоа беше сосема неочекувано и беше многу шокантно и мислам дека таа загуба на машка фигура во мојот живот остави трага за цел живот. Колку се препознавате во вашата мајка? Значи, вие, воспитувајќи ја вашата ќерка низ годините, денес, можеби, со текот на созревањето, се препознавате ли во неа? Да. Се препознавам во смисол, како што била нашата мајка посветена на нас, јас сум истиот пример. Се фаќам многу пати дека дури сум и досадна. Секогаш сум била дури и досадна. Мајки, например, има кои што се полабави си се, детето ќе го остават, ќе го пуштат, ќе оди наваму, натаму, ќе шета. Јас цело време се тресам за неа. Дали дека е една или се препознавам во мојата мајка. Јас знам дека секогаш ме чекала мајка ми, татко ми, двајцата не чекале. Многу беа посветени како родители и веројатно тоа ми е. Колку време живеевте сама со Луција без партнер пред да го запознаете Бранко? Бранко е вашиот втор партнер во животот. Колку време помина пред да го запознаете него? На која возраст беше Луција кога се запознавте со него? Луција беше
трето одделение. Мислам дека некаде 31 или 32 години. Да. Како се запознавате со Бранко? Сосема случајно, мислам не, од моја страна случајно, тој инсистирал да ме запознае. Јас работев со еден колега во Канал 5. Тогаш бевме сместени во рок-н-рол студио во Керамидница пред да се направи новата зграда и колегата инсистираше, негов најдобар другар инсистираше, ама морам да те запознам, викам дај молим те, значи не ми е до ништо. Не, мора да те запознае, сака да те запознае. Но вие го знаевте како, нели, како Ја го актер? знаев како актер, он ме познавал, ме гледал на телевизија, мислам, не лично воопшто не се познава. Да. Размислувавте ли тие 2-3 години од прилика самостоен живот со ќерката за партнер? Како го размислувавте тоа? Сметавте ли дека треба да имате партнер, дека е неопходно или воопшто не ви паѓаше на памет? Во првата година јас воопшто не размислував на ништо, нормално треба да си дојдеш на себе, треба да се преориентираш на нов начин на живот, детето ми беше пред се, нели, она да се привикне. Меѓутоа јас секогаш мислам дека секоја жена па и секој маж треба да има партнер. Без разлика во каква форма, не мора нели да бидеш пред олтар да отидеш. Меѓутоа треба да се има партнер, пред се заради тоа што не треба да се биде терет на детето, затоа што сакала или не, ако сум сама, постојано ќе се јавам на телефон, постојано ќе малтретирам, бидејќи ќе немам свој живот и така ќе станам досадна на моето дете. Да, но не сте биле многу млада. 31 година, животот бил пред вас реално и претпоставувам дека и околината ви велела, да поддржувала во тоа дека треба да си најдете нов партнер. Па јас во тој период уствари нели телевизијата е посебна магија, посебни луѓе работат во телевизија. Во тој период многу се дружев и фактички мене телевизијата ми помогна да го пребродам сето тоа многу лесно. Заради тоа што тогаш бевме во тоа време, сите бевме релативно млади, дури многу помлади имаше од мене, па и повозрасни. Меѓутоа, начинот на кој што функционираат новинарите, телевизиите, знаеш и ти, е многу интересен. Сите ние многу се дружиме и внатре во телевизија, и после работа, и со излегување и се. И сето тоа ми беше мене некако како лек. Телевизијата ми беше како лек. Го запознавате Бранко, при тоа вие зад себе имате еден брак, но и тој има еден брак зад себе кога се запознавате. Ни споменавте како на негово инсистирање се запознавате, како започнува вашата љубовна врска и што тоа значи за една мајка со дете од друг брак. Како тоа и го пренесувате на вашата ќеркичка? Па, ниту тој, ниту јас нормално не го кажувавме тоа на почетокот. Сето тоа беше многу постепено, кога веќе увидовме дека се задлабочува врската, двајцата се договоривме да видиме да си ги запознаеме децата, затоа што сите три се девојчиња и одеше многу полесно. Неговата помалата беше прво одделение, Луција беше трето, а постарата на Бранко петто, така да тука некаде со возраста, па почнавме со излегување во парк, па на викенд, па така малку да се прилагодат и сето тоа беше многу спонтано со дружба за еден ден да ги прашаме дали сакате вие три да живеете заедно во исти простори, сите беа онака радосни. Да, тие живеа заедно сите три живеа заедно со вас. Па, поголемата живееше со нас постојано, помалата одеше, доаѓаше, меѓутоа и кај нив никогаш не било тоа строго ограничено, ти од толку до толку часот ваму ќе бидеш, Не, меѓутоа постојано беа присутни сите тука заради тоа што сите учеа во едно училиште, во аеродром и пред школа, после школа, сите беа тука. Другарки, најдобри другарки на некој начин станале, комуницираат ли се уште ден денеска сите тие? Се уште, сите три се мајки, сите три имаат по две дечиња, сите функционираат одлично, си ги дружат дечињата. И се на некој начин едно семејство, вака или онака, можеби не се по крв, но се едно семејство. Споделуваат некои моменти од минатото. Како ве запроси Бранко? Како? Ако кажам како, ќе ми се смее цел свет. Зошто? Кој знаеш што направил еден актер? Не, ако ја кажам причината за нашата регистрација, толку е банална и смешна.
што нема да ми падне на памет. Че ние живеевме во аеродром, до ден денес ние сме во тој крај со Луција, живеевме во аеродром, во тој период ние живеевме заедно, меѓутоа не бевме регистрирани, ништо немаше од тоа. Во тој период почна да се воведува зонско паркирање и сега ќе почнеш да се смееш. Добро, знам каде води. Да, јас сватив, јас не се водам на таа адреса, немам кај да се паркирам. Прашувавме во општина, во паркинзи, прашувавме секаде. И во еден момент некој ни рече, вика, му вика на Бранко, ти мораш да ја пријавиш како подстанар, па вика, ако ја пријавам, ја морам и данок да плаќам. Мене воопште не ми се исплаќа. Да се земаме. Да, и поедноставно е да ја се регистрирам. И стори така бидна тоа. Тоа беше скромна свечаност, не правевте... Најскромно, само отидовме и тоа бидејќи двајцата јавни личности, отидовме попладне, во работен ден, никој да не гледа, жо срамота. Тајно. Да. Иако Тајна децата венча. си беа присутни со нас, децата ни беа само присутни, другарот негов како кум, старосват, нели, за да се потпишат сето тоа. Сведоците, да, кои што се неопходни и кои што морале да бидат присутни. Така е, отидовме на еден ручек и толку. Каков живот имавте со Бранко? 13 години во брак, ако не се лажам? Да, 13 години живеевме заедно. Мислам дека некои 9 години бевме во официјален брак. Откако се регистриравме после зонското паркирање. Каков Да. беше животот со него? Интересен. Со секој актер животот е интересен, непредвидлив. Да. Што значи тоа? Ете, како минувавте одморите? Некој можеби да ни споделите некоја интересна ситуација, нешто што вие кога седнувате семено и се навраќате на некој интересен момент или вие самите во вашите мисли ќе се потсетите за да се насмеете? Нашите одмори беа многу смешни, многу интересни. На времето он имаше едно, тогаш немаше од овие јаки коли, не се возе, а сега сите возиме убави коли. Он имаше едно Чинквеченто и во тоа Чинквеченто тргнавме на одмор со 3 деца позади. Тоа беше толку хаотично, ама нив им беше многу забавно. Нив им беше тоа, знаеш како игра, забава, што да ти кажам. Не знам со кој памет сме оделе со 3 деца во тоа Чинквеченто. Од оваа гледна точка, но тогаш немало избор. Да. И тоа немаше ни клима во Чинквечентото. Со отворени прозорци се и ни смеа. Да. Предпоставам, правеше ли тој смешки вака во приватноста? Колку беше комичен човек? Он беше комичен, меѓутоа имаше еден многу специфичен хумор, еден многу циничен хумор. Сарказам. Да. Така. Такви му беа и улогите. Многу специфични улоги, меѓутоа во принцип беше многу позитивен човек, специфичен, со доза на егоизам, нормално како и секој актер. Ако не е егоистичен, ако не е егоцентрик, нема да биде актер. Со кои познати личности се дружевте? Може ли да ни споделите кои беа вашите пријатели? Кој се циркулираше во вашиот дом? Многу луѓе. Со кој се Луција се познаваше и ја гледа? Може би ја чувале познати личности? Ова е интересно за гледачите, затоа го поставувам како прашање. Па да, сите луѓе кои што му беа од една страна на Бранко, од друга страна нели. Вас, да. Меѓутоа морам да кажам дека мојата професија, кога се живее со актер, мојата професија беше ставена во втор план. Да. Актерството доминира. Да, тоа мора да доминира, нели, на премиерите. Среќа што не сум мажена со актер. Кој ќе се оди на премиера, морам да му кажам, супер беше, прекрасен беше, а јас кој ќе му каже, ме гледаше на вести, па добро, знам дека убаво читаш се, шо ќе те гледам, викам, леле човече, ја не се љутам. Никош не сум се налутила на таа тема. Одлично. Сега, верувам дека сето тоа било убаво, но за жал вашиот брак завршува прерано. Сите ние плачевме и жалевме за загубата на Бранко и ден денес кога ќе се присетиме дека сме загубиле еден актер кој што беше големштина на актерската сцена, поминавте тежок период. Многу тежок. Како го паметите тоа? Тоа беа последните години од неговиот живот, болестево прашање. Како го пребродивте тоа? Како го живеевте тоа? Тоа беше многу тешко, знаеш како во семејството, кога имаш член во твоето семејство, во твојот дом кој што се бори со таква сериозна диагноза, некако добиваш сила и сваќаш дека
сакаш не кеш, ти треба да бидеш таа кој што треба да биде покрај него. Јас за целиот тој период од 2 години, толку, 2 години и 2-3 месеци, толку траеше. Јас цело време се борев, јас до последниот момент воопшто и не признавав дека може да се случи најлошото, не ни чувствував дека тоа ќе се случи и многу се љутам сама на себе што јас сето тоа не го прифатив малку порано. Јас не го прифаќав, иако на сите им беше јасно, ми кажуваа, кој ќе се навратам вака, дури мене и докторката ме седна и ми кажа, јас бев буквално несвесна, викам, ама ајде, се наљутив и на докторката, мајде, молим те, што ми збори? Знаеш, веројатно си несвесен. Да, неверно е, тоа не можеме да си го поверуваме. Да, и до последниот момент не го прифатив тоа, меѓутоа знам дека имаше еден момент само кога Луција тогаш беше, не знам која година беше на факултет беше веќе, и сакаше да оди на размена на студенти во Америка. Јас упорно цело време се карав со неа. Не може да одиш. И веќе јас тоа не сакав да го признам и не сакав на себе да си го признам. Бранко почина во февруар, во декември веќе кога видов дека она се спрема за виза, за нели во агенција, јас седнав со неа, она ми беше многу љута што се карав, ти мене не ме пушташ, јас сакам да одам напред во животот и само седнав и кажав, викам, слушај, дали го гледаш човеков, во каква состојба е? И она ме гледа и ќути. Викам, значи ја не можам повеќе да се карам со тебе, оди на полошо, ако се случи нешто, нема да можеш од Америка да се вратиш. Те молам, размисли. Дали сакаш да тргнеш или не сакаш? И тогаш запре и повеќе не ми ја спомна ни Америка, ни ништо. Да, веројатно тогаш и јас се соочив. Да, дека всушност треба да се остане тука и да се биде блиску до него. Кога се случува кобниот час, нема да се навраќаме, предпоставувам и можам да замислам како сте го поминале тој ден, не би сакала да ве растажувам, но што потоа? Што се случува со вашиот живот? Со мојот живот тотален хаос се случи, затоа што, знаеш како, прво, ние живееме под едно такво поднебје, секоја жена која ќе се разведе, тоа е многу страшно, ја критикуваат, ваква е, таква е, онаква е. И јас си реков, добро Боже Господе, ајде, еднаш сум направила грешка, направив уште еден обид во животот, што сега понатаму? Што јас ќе правам понатаму? Мене сите ќе ме осудуваат, на гилотина ќе бидам ставена. А имате колку години тогаш? 43. Да, и вие сте многу млада, значи губите и вашата мајка, рековте дека на таа возраст го губи вашиот татко? Како историјата се повторува на 45 мајка ми. Така, 40 и нешто, да. Добро сум запаметила. Повторно сте млада личност и тој беше млад, 51 година имаше, ако не се лажам, кога Бранко кога немаше уште 51 така, значи, пак сакам да кажам, тоа е да, ние бевме 8 години разлика, он требаше во февруар почина, во јуни требаше 51 да помина. Тоа е млад човек кој што треба да се радува на животот. Што правите потоа? Значи како тече вашиот живот? Повторно останувате на некој начин сама со вашата ќерка? Јас буквално функционирав како робот. Во првиот период бев, јас тоа секогаш го кажувам, во неколку наврати тоа сум го кажала, дека сум бескрено благодарна на директорот, кој што и тогаш не беше истиот директор, ние се уште, кој што имаше комплетно разбирање. Јас веќе 2-3 месеци пред да се случи тоа, му кажав дека сакам да се повлечам, зашто навистина ми се забележуваше и на камера и не биваше, не можев. Тотално бев несконцентрирана. Тој имаше комплетно разбирање, јас се повлеков од камера, меѓутоа после некои 8-9 месеци сватив дека јас почнав буквално да тонам, затоа што мене работата ме храни и секој човек работата го храни. И си викам, јас морам да соберам сила, да се вратам на нормалниот тек на животот, да почнам да излегувам на камера, заради тоа што вака одам до недоглед. Да, тагата е длабока.
седам, гледам во компјутер и ништо не правам, буквално ништо не правам. Јас функционирав како робот, оди, врати се, ваму. Немав никаков смисол. Да, тоа е буквално тонеме во тага, а потребно е да бидеме нели меѓу колегите, да работиме. Убаво споменавте баш Да, работата е лек. Да. Дружење со пријателите, затоа што многу значи да не си сам во такви тешки денови, во такви тешки мигови. Како вашата ќерка реагираше тогаш? Тогаш е веќе девојка, возрастна. Да. Колку таа беше ваша поддршка? Постојано беше тука покрај мене. Имаше моменти, она, знаеше, на неколку пати ми се наљути кога ја викав: те молам, остави ме да бидам сама. Знаеш, ми требаше простор да бидам и сама. Јас сум и така, како тип на човек сум така. Кога ми е тешко, сакам да бидам сама. Не сакам луѓе околу мене. Меѓутоа, секогаш била околу мене и секогаш ми била поддршка и до ден денес ми е поддршка. Што мислите покрај работата? Што друго ви помогна? Јас велам, времето лечи, се тоа кај мене не функционира така и не го сваќам, верувам и вие, затоа што многу пати, знаете, кога ќе се дојде годишнината од смртта на Бранко, да споменете дека не се чувствувате нешто поразлично од тогаш. Времето и не лечи многу кога ќе загубиш блиска личност, но што е она што ви помогна покрај работата друго да застанете на нозе, за повторно да излезете, повторно да ја вратите вашата насмевка, повторно да се дружите, да излегувате со пријатели? Што друго ви помогна? Само желбата да останам здрава, да останам нормална и моето дете да има здрава мајка. Ништо друго не ме водеше, да. И до ден денес ме води таа помисла, колку и да ми е тешко во животот. Ете, иако не е она со мене, нормално си има свое семејство, меѓутоа мајката е потребна цел живот. Сега го почувствував и јас тоа. И сакам што подолго да бидам здрава, да ја пренесувам позитивна енергија, да ја бидам поддршка, затоа што и требам. Колку што таа мене ми треба, толку и јас се требам. Вие, вашата мајка ја губите на истиот ден кога почина и Бранко, после неколку години, поточно во време на пандемијата. И тоа е уште една символика во вашиот живот и тоа навистина е чудно кога датумите се испреплетуваат. Како се случи тоа? Која беше причината? Што се случи? Мајка ми ја водат како пост-корона, она прележа корона и тоа беше многу изненадно во една ноќ, во едно деноноќие. Јас она си беше сосема свесна. Претходно пред неколку месеци се случи нешто, не знам што се случи, она се изгуби. Тоа беше еден многу хаотичен период на корона. Која година? 21. Значи втората година од пандемијата. 2020-та почна? Во 20-та година почна тоа со неа. Знам дека во септември. Да, во септември се случи, наеднаш се изгуби, падна, не можевме да ја освестиме, викнавме брза помош, па чекавме, па време на пандемија, па да не е позитивна, па не е позитивна, добро ја сместивме во 8 септември, тогаш ја сместивме. Беше извесен период таму, меѓутоа од тогаш она не се опорави. И буквално не застана на нозе и жената, иако многу гледам секојдневно, читам по социјални медиуми, немојте родителите да ги оставате во домови, па не заслужиле, па не знам што, меѓутоа, знаеш како, мајка ми сама си побара, мајка ми веќе беше неподвижна. И мајка ми ни рече, вика, мамо, што да правиме, кога веќе треба да ја пуштат од болница, и вика, јас не сакам да ве мачам, носете ме било каде, јас не сакам воопшто да ви бидам на терет. Мислам, буквално беше по незино барање и со незина согласност. И мене ми беше најтешко што во време на корона воопшто не се дозволуваа ни во болници, ни во старски домови, никаде немаше посети. Оно остана 5 месеци, ние 5 месеци не ја видовме и никогаш не ја видов. Жалам, тоа било навистина, сигурно било многу тешко за вас. Не знаев дека сте поминали низ уште една болка, навистина сте
многу силна жена. Пред да се вклучат камерите разговаравме и ве прашав дали сакате да го начнеме муабетот, што доколку кога ќе се случи таков немил настан во едно семејство и една жена останува сама, односно го губи партнерот, починува партнерот. Какви се вашите размислувања во тој поглед? Дали таа жена треба да размислува за втор брак? Дали треба да размислува за следна сродна душа? Како гледате вие на тоа? Велите дека вашата мајка не се премажила? Никогаш. И тоа и покрај тоа што повторно ќе нагласиме била многу млада. Дури ми се наљути јас кога еднаш испомнав дека знаеш како бевме омажени јас и сестра ми, па некако чувствувавме потреба затоа што она беше тажна, нормално го изгубила сопругот, па ајде јас со мало дете, сестра ми со мало дете, па ајде ностоп и ги носевме децата за да ја расположиме и тоа веќе во еден момент прераснува во на некој начин како обврска. И знаеш од сето тоа јас си мислев само најдобро. Јас дури кога испомнав дека многу е млада и дека треба да се има во животот партнер, дека нашиот татко не може никој да го замени, меѓутоа заради незиниот живот, заради незината среќа, дури мајка ми толку смртно ми се наљути што ете, она не помислуваше на такво нешто, иако мислам дека тоа е погрешно и цврсто стојам на тоа, заради тоа што ниту еден човек на планетава Земја не заслужува да биде сам. Така. Иако и да си сам, и тоа е избор на некои луѓе, па и така им е убаво. И не е тоа за осудување. Да, секој за себе и нели секој со својата приказна и како си милува така нека И тоа не се прави. планира. Не можеш да го планираш, тоа или се случува или не се случува. Сакам уште нешто да не го изоставиме, а го планиравме да го споменеме, а некако се приближуваме кон крајот. Се поврзавме, не се познававме лично, ќе бидам искрена со гледачите, на некој начин преку претходната гостинка, каде што вие запишавте коментар под објавата, под рилот, дека сте поминале слична судбина. Сакам да зборуваме за тоа, вашето соочување со дворога матка во времето кога вие сте биле млада. Кога ви ја откриваат? Мене ми ја открие случајно и тоа после некои 3 до 4 години после пораѓајот. Мене ми беше многу чудно и од денешен аспект ми е многу чудно како, бидејќи се работело за царски рез. Значи, докторите ме отвориле, како не виделе воопшто. И мене дури после 3 до 4 години кога отидов во приватна амбуланта, не знам дали смеам да ја спомнам, не ја спомнам, во дијагностички центар, отидов ете така, затоа што почнале ли приватни, ајде да биде по-квалитетно, иако и тоа не е некој репер во денешно време. Отидов и докторот ми вика, ме гледа на ехо, рутински преглед, ми вика, знаеш ли ти дека имаш дворога матка? Викам, што е тоа? Ја немав појма за што се работи, иако денеска веќе сите знаете. Еве, ти си многу помлада, знаеш. И дури тогаш ми објасни, и дури тогаш ми рече, па ти знаеш ли дека си многу среќна што воопшто имаш дете? Мислам, за мене тоа беше шокантно откритие. Да, и ете тогаш не го ни знаеле, тогаш не го ни препознале, дури и при царски рез не го воочиле лекарите. Не, само пријателка ми беше медицинска сестра, они мислеле дека тоа е затоа што тоа знаеме како изгледа, нели, ми имаат и нацртано и нели сега веќе се чита секаде на социјални мрежи, тоа се 2 дела. Дури сум имала среќа што во поголемиот дел таму се зачнал ембрионот, па така сум го износила до таму кај што сум го износила детето. Тоа било можеби причината да не ја износите до крај. Така е, за предвремено раѓање. Иако кога заврши се, кога ме освестија следниот ден, ми вика медицинската сестра, знаеш ли ти дека имаш миомче на матката? Всушност тие мислеле дека тој дел е миомче и докторот после тоа ми кажа, вика, не, немаш миом, тоа се 2 дела. 2 дела од матката. Мораше буквално да ми црта како тоа све изгледа и што се може да се случи после тоа. И еве, да кажам дека таа причина, кога ми ја кажа, повеќе од оваа причина, која што ми се случи после пораѓај, јас никогаш не се одлучив за уште едно дете, затоа што викам, ова дете што сум го родила, поубаво да живее со здрава мајка, отколку 2 деца со болна мајка или не да Боже да ја немаат.
При крајот сме на разговорот и сакам да се насмееме и да се расположиме со малите сладки Вања и Вера. Вера, Така, да. добро ги запамтив имињата, тоа се вашите внучиња од Луција. Да. Ајде моментот, каква е улогата на баба? Најубава на светот, дури поубава од мајка. Така се чувствувате. Да. Како се почувствувавте кога дознавте дека вашата ќерка е бремена и првиот и вториот пат? Што за вас значеше тоа? Првиот пат, Луција, ја бев нешто, некој вирус имав, не знам што имав, нешто не бев добра и Луција ми се јавува нешто во декември беше, така нешто. Тогаш дозна дека е бремена и ми вика ќе дојдеме, викам леле немој да не ве заразам, не доаѓајте. Ама не на кратко ќе дојдеме, викам добро. И дојде и вака ми вади од ранецот цуцла. А ја кој што имав така, кој што бев зашеметана, викам шутија со цуцла и она ми вика мамома. Викам, шутие, зашто ми носиш цуцла? Значи, не ми падна на памет воопшто. Ја не бев спремна и така и реков, вика, па ќе бидеш баба? Првиот одговор ми беше, јас не сум спремна. Вика, па кој те прашува дали си спремна? А за второто, за Вера, малку им се наљутив заради тоа што така одлучи она едно по друго дете и Вања беше многу мала, имаше само 1,5 годинка, 1 година и нешто, кога ми соопштија, викам, вие не сте нормални, а ова дете, па добро и тоа дете, еве го до нас, и викам, не може така. Чудни реакции, но тоа се во афект кога правиме Да. нешто од Иако- емоции, од возбуда. Колку сте инволвирани во процесот на растање на вашите внуци? Многу. Многу сум инволвирана, иако они се самостојни, како мајка и татко се многу самостојни и сакаат цело време си бидат заедно. Меѓутоа јас инсистирам, јас сум бабата за шетање. Аха, тоа е вашата Да. улога. Да, сама си ја давам таа улога. Ајде ги однесам ваму, сега, ајде ги однесам на ваква представа, ајде да ги однесам таму и ностоп нешто измислувам само за да се дружам со нив. На самиот крај, на ваша визија за вашата ќерка, таа е голема и реализирана, но сепак убаво е да се слушне една мајчинска визија за Луција, која што верувам дека ќе ја гледа оваа емисија. Да. Дури ми рече, што имаш ти да кажеш, како си се породила? Ете сега ќе видите дека не случајно сте поканета да бидете овде. Која е вашата визија за неа? Што би порачале, некоја порака? Луција е прва една многу цврста, веројатно го гледала и мојот пример, многу е одлучна, многу е храбра, како мајка, како родител. Што јас би препорачала, она све си знае. Луција не прифаќа многу совети. Своја е. Да. Знае што сака, од секојаш знаела што сака во животот, своја си е и на добар пат е да биде добар родител. Иако уште сега е добар родител и двајцата со зетот да не го изоставам, да Да не не ми го се ставиме, лути. да го поздравиме него секако. Ми беше Да. огромно задоволство што бевте дел И од на Мама мене Визија, исто. што ја прифативте и огромно задоволство што лично ве запознав. На самиот крај е И на еден мене. мирис од Мама Визија да ви остане на убав Ех, ти спомен. благодарам многу. Повелете, ова е Фрида, значи бутик Фрида, бутик за цвеќиња кој што ги прави најубавите цветни аранжмани, доколку Да. сакате да си го украсите домот или ете кога треба некаков подарок, ете каде можете да Одлично, појдете. иако морам да признам дека за цвеќиња сум не ме бива. Не, за одгледувај. Добро, ова само се Буквално, чува. да, ова е ова букет само кој што водичка. само ја се чува. Тоа е најмалку што можеме да го направиме, со тоа Да, што одлично е. ја отворивте душата и ја ги распославте вашите емоции. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани и вам ќе ви се заблагодарам. Ете каде можете да си купите убав цвета, доколку сакате убав фустан. Моите пријатели со кои што веќе 2 години се дружам верно, бутикот Дона, кој што се наоѓа во градскиот трговски центар, се погрижи за мојот изглед вечерва. Ви благодарам што погледнавте уште една Мама Визија.